Добро вечер. Го гледате централниот дневник на регионалната К1. Да ги погледнеме на станите на денот. Завршија мандатите на градоначалниците на општините во Македонија. Од денеска тие работат без никакви ингеренции. Мандатите на советите истечени на 24 март. Одлуките од тогаш до сега невалидни велат од Инспекторатот за локална самоуправа. Примателите на топол оброк од народната кујна на Министерството за труд и социјала бараат поделбата на топлиот оброк да биде постарон на повеќе локации. Мандатите на сите градоначалници на сите општини во земјава завршија. Тие денеска работат без никакви ингеренции. Бидејќи не беше избран председател на собранието, истекоа и сите рокови за распишување на нови избори, кои требаше да се одржат во првата половина на мај. Колешката Катерина Нацева со деталите. Завршија мандатите на градоначалниците на општините во Македонија. Од денеска тие работат без никакви ингеренции. Бидејќи не беше избран председател на собранието, истекоа и сите рокови за распишување на нови избори, кои требаше да се одржат во првата половина на месец мај. Од заедницата на единиците на локална самоуправа вчера упатија барање до политичките партии во собранието за поскоро донесување закони за нивно функционирање до следните избори. Бараме од парламентот што побрзо да се состане и да ги донесе измените на законот за избори и законот за локална самоуправа, со што исто така ќе се распишат следните локални избори и поздравуваме тоа што се договориле политичките партии за датумот или периодот кога треба да се одржат овие локални избори и со тоа сметаме дека ќе се одблокира функционирањето на локалната самоуправа и граѓаните на Република Македонија ќе можат своите потреби да ги остваруваат во општините во цела Македонија. Според член 49 и 52 од Законот за локална самоуправа, мандатот на градоначалниците трае до завршување на тековната година, односно до 31 декември годинава. Градоначалниците сега извршуваат техничка служба и во никој случај не смеат да прекинат со функционирањето на општината. Во спротивно, доколку не ги извршуваат законските обврски, ќе бидат соочени со законски санкции. Во овој момент према стручното изјаснување на директор на Централен регистар, исто така директорот на Бирото за вработување, дека градоначалникот, мандатот на градоначалникот престанува на момент кога општинската изборна комисија ќе донесе друг мандат, односно по завршувањето на изборите, ќе се пријави нов кандидат во рок од 7 дена. Тоа значи дека градоначалниците остануваат на функциите во наредниот период се до новите локални избори, каде што ќе се предаде мандатот секако на следниот градоначалник или ќе продолжи оној што ќе добие повторно мандатот. Чадиев потенцира дека граѓаните во општините мора да живеат, бидејќи со устав им е загарантирано правото на локална самоуправа. Меѓу другото апелира политиката да се тргне од животот на граѓаните и локалната самоуправа. Мандатите на советите истечени на 24 март годинава, додека на градоначалниците можат да траат до 31 декември оваа година, соопшти Инспекторатот за локална самоуправа. Според нив сите одлуки кои советите на општините ги донеле по овој датум од страна на Инспекторатот се поништени и ставени вон сила. Валентина Михајловска повеќе. Мандатот на советниците во општините е истечен на 24 март 2017 година, додека на градоначалниците може да трае до 31 декември оваа година, соопшти Инспекторатот за локална самоуправа. Според нив, сите одлуки кои советите на општините ги донеле по овој датум од страна на Инспекторатот се поништени и ставени вон сила. Градоначалникот Чадиев вели дека се уште немаат добиено официјално соопштение. Во оној момент кога ќе го добиеме документот, ќе се консултираме со службите, ќе се консултираме со зелци, ќе постапиме согласно законот. Доколку се поништат по укажувањето на Инспекторатот, ние ќе ги поништиме тие одлуки, нормално ќе испадне службен гласник на општина Велес и тие
одлуки што се донесени ќе станат невалидни. За мандатот на советниците во општинските совети и градоначалниците, Државниот инспекторат се повикува на член 35 и член 49 од Законот за локална самоуправа. Смената е локацијата за подигнување на оброкот на родната кујна во Велес. Корисниците на топол оброк наместо од детските градинки истиот го подигнуваат од просториите на лица со оштетен вид. Колешката Дијана Иванова анкетираше дел од корисниците. Тие велат благодарни сме за секој оброк, но неговата поделба само од оваа локација за нас представува проблем. Наместо од детските градинки, корисниците на оброкот на родната кујна од вчера истиот го подигнуваат во просториите на лицата со оштетен вид, кој се наоѓа во непосредна близина на центарот за вработување. Велат благодарни сме на секој оброк, но неговата поделба само на оваа локација за нас представува проблем. Бараме од надлежните враќање по старо. Ние стари луѓе со старата те не може да оди со ноите. И јас со ноите страдам. Не сум марен. Ете тоа е. Нема што да кажам, да може негде поблиско да биде некаде за нас за старите или па како ќе направат, нека направат, или па суа храна нека дадат. Суа храна нека дадат неделно да се зима. Сака беста храна, како што беше у двору, кај нас близко. Мамо не е далеко многу. И тај со деца кај ќе ги носам. Корисниците на топол оброк од народната кујна велат дека веќе има луѓе кои поради неможност да стигнат до локацијата откаде се подигнува храната вчера и денеска, истата не ја зема. Еве една женска не може стана еден месец, више не може да дојде да зима јадење. Неарна е, болна е. Има друга откажи од тие болна од срце, не знам што таму астми, вата. Има такви и така останува, не може да дојде кој ќе му зима јадење. Ете тоа е проблемот. Последната јавна набавка го промени начинот на подготовка и подолба на топол оброк од Државната народна кујна во Велес. Компанија од Скопје имала подобра понуда од градинката Димче Мирчев и сега тие храната од Скопје ја дистрибуираат во Велес. К1 телевизија се обиде да контактира со надлежните од Центарот за социјални работи во Велес. Директорката беше недостапна. Дали е возможно поделба на храната на повеќе локации, го прашавме министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибраими. Треба да им излеземе секогаш во пресет на таквите лица, бидејќи државата мора да се грижи за таквите лица и впрочем проектот Народни кујни е токму насочен кон задоволување на потребите на најранливите категории и вакви проблеми во иднина не сме да се случуваат, но со оглед на времето во кое се наоѓаме и тендерот кој што беше објавен, се случи овој проблем, меѓутоа секогаш кога има добра желба и волја да се среди некој проблем, значи проблемот може да се среди. Верувам дека ќе биде старата распоредба, значи договорено со градоначалникот да се среди проблемот. Од утре веќе нема потреба да патуваат по 4 километри за да земат храна, туку храната ќе биде доставена во најблиското место. Поточно верувам дека во градинките со граѓани или доколку градоначалникот определи некој соодветен простор во нивна близина. Според неофицијалните податоци, секојдневно од оваа кујна се делат околу 120 оброци. Велес беше првата општина од која Министерството за труд и социјална политика го започна проектот Народна кујна. Покрај оваа кујна, топол оброк за оние кои што немаат, дели епархијата Повардарска во црковно народната кујна, лоцирана во местноста Дворови. 34 годишен велешенец БА се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 8.2.2017 година при редовна контрола во близина на паркинг простор во Велес, сопрено е патничко моторно возило Volkswagen Golf управувано од лице од Велес, а при контрола кај совозачот пронајдена и одземена 0,98 грама опојна дрога марихуана која набавил од пријавениот. На тема права и обврски кои произлегуваат од Законот за работни односи и колективни договори, утре ќе се одржи информативен настан во хотел Фени во Кавадарци. Настанот се организира во рамки на проектот на USAID, партнерство за подобра бизнис регулатива, а наменет е за сите микро, мали и средни предпријатија кои се соочуваат со тешкоти во имплементирањето на самите закони.
Во насока на подобрување и полесно имплементирање на законите во Република Македонија преку проектот на УСАИД партнерство за подобра бизнис регулатива, утре во хотел Фени во Кавадарци ќе се организира информативен настан на тема права и обврски кои произлегуваат од Законот за работни односи и колективни договори. Информативниот настан ќе биде спроведен од страна на Стопанската комора на Македонија, на Северозападна Македонија, Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии и Епицентар Интернационал, кои се партнери во проектот на УСАИД партнерство за подобра бизнис регулатива. Предавач на информативниот настан е Снежана Петковска, која работи како адвокат за деловно право. Целта на овој информативен настан е информирање на предпријатијата во Република Македонија за полесно спроведување на законите и паралелно јакнење на јавно-приватниот диалог. Наменето е за сите микро, мали и средни предпријатија кои се соочуваат со потешкоти во имплементирањето на самите закони. Скоро 11.000 земјоделци поднесоа барања за проценка на штетите од измрзнувањето. Најголем број на пријави има во Кавадарци, Неготино и во Ресан. Комисиите работат на терен, пошто ќе се знае колкави површини настрадаа од априлското невреме и ниските температури. До 10 мај беше крајниот рок за поднесување барање за надомест за штетите од доцните пролетни мразови настанати на 21 и 22 април. Вкупно се пријавени 11.000 земјоделци кои доставиле барања до подрачните единици на Министерството за земјоделство. Најмногу има во Неготино и Кавадарци, и тоа 2700 барања во Неготино, додека во Кавадарци 2600. Неголеми се штетите во насадите покрај реките Луда Мара и Црна. Потоа доаѓа Ресен со 2100, а во Берово, Делчево и во Радовиш штети пријавиле повеќе од 1000 земјоделски стопанства. Во останатите општини бројот на поднесени барања е помал. За проценката на штетите формирани се 73 комисии кои ќе ги посетат сите земјоделски стопанства на чии површини има измрзнување на културите. Обештетувањето ќе се врши преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, по проценката од страна на комисиите и по проверката од страна на Бирото за судски вештачења. Дел од средствата кои беа собрани на стендап комедијата Јас сум Антиго Натиго во изведба на новинарот Пецо Миланов беа донирани на семејството Иванови од Неготино. 4-члено семејство каде што двете деца боледуваат од церебрална парализа. Мартина Митков повеќе. Изминатиот викенд ги засмејуваше неготинци, а веќе оваа работна недела Пецо Миланов, авторот на стендап комедијата Јас сум од Антиго Натиго, изнути насмевки и кај семејството Иванови. Тој беше во нивниот дом за да им донира дел од собраните финансиски средства. Миланов вели убаво е некому да се помогне, давајќи свој придонес, тој ги поттикна и повика и останатите граѓани, доколку можат да покажат висока свест на хуманост и солидарност. Како што и кажав и на семејството, јас лично не ги донирав тие средства, меѓутоа го изменаџирав цело тоа. Сакам да се заблагодарам на Уникоп градба од Неготино и господинот Сашко, како и на Сити кафе од Неготино, кои што има нос да помирисаат во оваа работа и да се вклучат во еден хуман гест, независно од сумата, независно од средствата кои се донирани, и апелирам до сите добри луѓе, доколку се во можност, да помогнат на ова семејство за овие убави две дечиња. Финансиските средства се добредојдени за буџетот на ова семејство, бидејќи двете деца се постојано под терапија која чини илјадници денари. Мајката Светлана Иванова ја изрази благодарноста кон сите оние кои на било каков начин досега им помогнале. Благодарам уште еднаш за помошта што ни ја дониравте. Благодарам на сите луѓе. Тоа е што е. Животот оди понатаму. Се надевам дека ќе бидат и децата подобри и многу уште еднаш благодарам. За целата оваа донација да се случи помогна и општинската организација на Црвен крст Неготино, која му даде насока на Миланов каде најмногу се неопходни донации и финансиски средства.
Во првиот квартал од годинава, градежната оператива од Македонија во странство извршила градежни работи во вкупна вредност од 365 милиони 475 илјади денари. По околу 1000 лица годишно во изминатите 3 години се јавиле на СОС линијата 15315 да пријават семено насилство. Продолжуваме со информациите од земјава. Во првиот квартал од годинава, градежната оператива од Македонија во странство извршила градежни работи во вкупна вредност од 365 милиони 475 илјади денари, што е за 139,1% повеќе во споредба со истиот период од 2016 година. Од јануари до март годинава, вкупната вредност на договорените градежни работи во странство изнесува 14,1% помалку во споредба со истиот период од претходната година. Ова го објави денеска Државниот завод за статистика. Во првите 3 месеци од годинава е забележан зголемен обем на извршените градежни работи во Холандија, Босна и Херцеговина и Германија. ,94% од жртвите на семејно насилство се жени. Ова го покажуваат анализите на кризниот центар Надеж, во чии рамки функционира СОС линијата 15315. Минатата година на оваа телефонска линија семејно насилство пријавиле околу 1000 лица. Од нив 51% се пожалиле на психичко, 22% на физичко, 23% економско и 24% на сексуално насилство. Според старосната граница, најмногу жртви на семејно насилство се лица на возраст од 40 до 50 години. Од жртвите кои пријавиле насилство, 44% се со завршено средно образование, 38% не сакале да кажат за степенот на образование, 13% биле со високо образование и 1% со магистратура. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека сака брзо да именува нов директор на FBI на местото на сменетиот Джеймс Коми, напоменувајќи дека тоа би можело да се случи до петок. Трамп изјави дека веќе започнали со разговори со кандидатите за таа функција. Не откривајќи ги нивните имења, тој за медиумите изјавил дека кандидатите кои ги разгледува се генерално добро познати, високо уважени и талентирани луѓе. Останатите информации од светот во продолжение. Во близина на Њујорк се урна авионот типот Learjet 35, 2 лица загинаа. Според првичните информации од њујоршката полиција, авионот кој полетел од Флорида вчера околу 15 часот и 30 минути по локално време паднал врз индустријски комплекс на околу 500 метри од пистата на аеродромот Тетерборо. По уривањето на авионот на местото на несреќата избовнал пожар. Според полицијата, двете загинати лица се наоѓале во леталото, а при инцидентот нема жртви во објектите врз кои што се урнал истиот. Причините за падот на Лирџетот за сега не се познати. Интернет изданието на турскиот весник Џумхуриет остана без уредник. Огуст Ѓубен е уопсен откако минатата недела беше задржан во притвор. Минатата недела агенцијата на Долија објави дека Ѓубен е задржан во притвор поради известување поврзано со смртта на јавниот обвинител, кој загина во автомобилска несреќа. Овој весник често пати е критичен кон турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган и неговата влада, а поранешниот уредник на весникот, Кан Дуадер, живее во екзил во Европа. До сега 13 членови на редакцијата Џумхуриет завршија зад решетки под обвинение за поврзано со тероризам. Во турските затвори се наоѓаат 145 новинари, меѓу кои германскиот дописник Денис Јучел. После вестите од спортот, пред крајот на дневникот ви ги соопштуваме и метеоинформациите. Времето денеска во земјава променливо облачно со кратки сончеви периоди, но и со повремени локални врнежи од дожд. На места имаше и појава на грмежи, особено во југоисточните делови. Дневната температура се движеше од 21 до 26 степен. Јутре не очекува слично време, а веќе од четврток во попладнивните часови се очекува повторно стабилизирање и известно затоплување на времето. Тоа
Тоа е се за овој информативен блог. Јас ви благодарам на вниманието. Пријатно!